Përshëndetje të gjithë dhe mirë se erdhët në program. Radiologjia intervente është një nga degat më të reja të mjekësisë, një deg jo aq e re, por e re në vendin tonë. Shumë nga njerëzit nuk e dinë se radiologët mund të bëjnë edhe ndërhyrje minimale invazive që të zëvendësojnë kirurgjinë klasike, do thosha. Pikërisht sot do të flasim për të gjithë ju rreth kësaj teme, do t'ju informojmë pak më shumë se me çfarë merret radiologjia intervente, por jo vetëm këtë. Do t'ju tregojmë edhe ndoshta se si duhet përgatiteni ju kur mjeku ju dërgon për një kompjuter, për një mamografi apo për një rezonancë magnetike. Çfarë duhet të bëni ju përpara se shkoni për një kontroll të rregullt rutinë, me qëllim që të vi deri te diagnostikimi i saktë të një sëmundje. Për të folur për të gjitha këto, kemi të ftuar në studio dr. Ивона Јовановска, специјалист радиолог. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Ви благодарам за поканата. Честе да ви имаме денеска во студио за да разговараме за една нова гранка, би рекла, во нашата земја, како што е интервентната радиологија, иако не е толку нова во светот. Така, да. Интервентната радиологија е гранка, односно субспецијалност на радиологијата, која што во светски рамки е релативно млада, значи почетоците се некаде во 60-тите години на минатиот век, кога за прв пат била изведена првата интервентна процедура од страна на Чарлс Дотер, така што тој се смета и за татко на интервентна радиологија. Од тогаш па сето денес е навистина во една нагорна линија развитокот на интервентна радиологија и навистина сум среќна што во тој дел на некој начин сум вклучена и во последните да речам 15-20 години веќе присутна и во нашата земја и активно се практикува во најмногу во нашата болница каде што работам во 8 септември имаме оддел за интервентна, исто така и на институтот, на Универзитетскиот институт за радиологија и во неколку приватни болници низ земјата, така што во тек сме со сите нови процедури кои се изведуваат во светот, се изведуваат и во нашата земја. Често пати сите луѓе кои ќе им речеме дека треба да се обратат до радиолог, мислат дека само за диагностика се радиологите тука. Меѓутоа, кои се некои од вообичаените процедури кои можеби интервентните радиолози ги работат? Ете така, да, значи покрај диагностиката во интервентната радиологија, значи се работи за минимално инвазивни процедури. Тоа значи дека процедурите се изведуваат низ еден, просто да кажам, мал отвор, дали на крвен сад или на органот кој што ни е таргет за третман, и потоа под водство на имиджинг методи, како што се ултразвукот, компјутерот, магнетот или ангиографот, ние се водиме, односно знаеме каде ги носиме сите тие инструменти што ни се потребни за да ја сработиме интервенцијата и на тој начин низ еден многу мал отвор ја сработуваме цела работа. И тоа е и целта да се избегнат поголеми отворени хирургии, резови и така натаму. Дали по полека можеме да кажеме дека интервентната радиологија може да ја замени класичната хирургија за некои од овие процедури? Па може, само за некои. Значи, секако дека хирургијата си има огромна палета на патологии што ги покрива, но за одредени процедури, ќе ги спомнеме и понатаму, се навистина наоѓа примена и веќе некои од интервентните процедури се влезени во светските гайдлайнс, односно протоколи на лекување. Сега, главно има една груба поделба на интервентна радиологија, на васкуларна и на неваскуларна. Самото име ни кажува, васкуларната фактички пристапот е во крвен сад, дали е тоа артерија или вена, со тоа што се пристапува низ крвниот сад и од таму се врши целата интервенција, додека, еве да ги кажам неколку примери, да речеме ангиопластиката е една од основните процедури во интервентната радиологија. Добро, што значи ангиопластика, да објасниме за сите тие што не гледаат? Например, кога некој од крвните садови на нозете или на рацете или аортата главна, ќе се затвори, ќе се оклудира, со помош на балони, стентови, повторно се воспоставува проток низ тој крвен сад. Исто така може да се работи за вени. Во случај со онколошки пациенти некогаш аплицираме хемотерапија таму, некои од цитостатиците, или пак, например, кога има акутни крварења,
со помош на различни агенции ни го стопираме крварењето, односно го затвораме тој крвен сад. Додека пак во неваскуларниот дел директно се пристапува како што кажав под имиджинг метода, се пристапува до органот што ни е таргет, например за почнувајќи од најосновното земање биопсија, што е да речеме една од основните постапки во дијагнозата на било која болест. Дали е тоа бел дроб, црн дроб, било кои органи во абдоменот, жлезди периферни, се може да се земат биопсија, потоа дренажи на најразлични колекции во абдоменот, кога имаме или застој во бубрезите или застој во билиарните патишта, ние од надвор пристапуваме и тоа се дренира надвор. И исто така техниките на аблација, кои што се сега веќе широко распространети во третирањето и на бенигни и на малигни заболувања. Значи, порано радиолозите седеа под завесата и седеа само за диагностицирање и многу малку имавте контакт со пациентите, можеби со новите методи на интервентната радиологија, вие сте поблиску до пациентите, но и пациентите ве знаат точно како работите и зашто работите, зашто им помагате. Така, да, полека фактички интервентната е дел како клиничка гранка, зашто ние претходно мора да се разбира да го имаме делот на диагностика, односно да знаеме за што се работи, а потоа имаме консултација со пациентите, им кажуваме цела процедура и дали воопшто се кандидати. Не секој пациент, не секој заболување, тоа има строга селекција кој пациент е за која процедура погоден. Делот процедурите се работат амбулантски, односно пациентот доаѓа, се сработува интервенцијата, можда 1 сат е тука чисто на мониторинг и потоа си оди дома, а некои од посложените интервенции се со хоспитализација, која што трае најмногу до 2-3 дена, значи многу зависи нели индивидуално како ќе излезе и од пациентот, дали има коморбидитети, каква била процедурата, ама на крај целта е нели да што помалку да биде во болница, што да е со да се избегне целосната анестезија, значи во голем дел процедурите. Значи предност е што се може да се третира амбулантски, нема долг престој во болници, нема тотална анестезија, се работи зависи за многу ретки процедури, посебно големите процедури на крвни садови, така се работат и со општа анестезија и тие на невролошките, но во голем процент ги работиме со потенцирана анестезија, некогаш во соработка со анестезиолозите, тие даваат нека потенцирана анестезија која е краткотрајна, а дел од нив ги работиме само со локален анестетик. А другите предности во однос на класичната хирургија кои се на интервентната радиологија? Па овие се да речеме најголемите придобивки што ги спомнав, а исто така кога е минимална инвазивност секогаш нели помал ризикот, кога имаме голема рана, оперативен третман, сето тоа носи ризик од инфекции, крварења, не дека и не се случуваат компликации и во нашите процедури. Тоа се знае во медицината, така, секогаш може да има се знае, но да речем тој краток престој, избегнување на анестезија и сето тоа се доста и целата медицина оди во тој правец, нели колку помалку да што покомфортно да биде за пациент. Да, така. А во однос на болката, пошто често пати пациентите, особено кога се под тотална анестезија, после чувствуваат многу болка, па им треба ден-два да дојдат при себе. Така. Ние затоа зависно има различни процедури од наједноставни до доста комплицирани и според тоа го одредуваме и нивото на анестезија. Дали од обично да речеме поставување на венски порт кој што се става со најобичен анестетик кој што се користи во стоматологија за вадење на зап до комплетна анестезија на некои процедури каде што едноставно трае подолго и се мора да се сузбие таа болка, односно да пациентот на крај да биде комфорен. Апсолутно. Да. Често пати кога треба да одиме на радиолог, прво нешто што ни доаѓа на ум е тоа дека треба да се подготвиме за некаков вид на диагностика. И пациентите не знаат како треба да се подготват. Дали може да им објасниме, пример, како треба да се подготват пациентите при КТ, при мамографија или при магнетна резонанца?
Така, кога снимањата се вршат без употреба на контрастно средство, тогаш нема некоја специјална припрема. Освен или кога се снима на ехо, пациентите треба да се гладни. Сега, за кога се употребува контраст, тоа ние често пати употребува алатка за да добиеме подобар приказ на органите. Пациентите прво треба секако да се гладни, зашто контрастно средство предизвикува лошење доколку е полн желудникот. А друга побитна работа е да се знае дали пациентот претходно има било каква алергија. Значи треба да ги соопшти сите алергии, макар и на други лекови. Треба да каже дали има алергија, зашто некогаш се случува да пациентите реагираат на контрастот со класична алергиска реакција и кога е нагласено, ние претходно се спремаме, даваме некогаш премедикација, некогаш дури го избегнуваме контрастот. Друга припрема е сега и во нашиот оддел се воведе задолжително лабораториско контролирање на деградационите продукти, односно на креатинин и уреа, кои што го покажуваат функционирањето на бубрезите. Затоа што после контрастот се лачи преку бубрезите и нас не е битно тие да добро функционираат. Бидејќи доколку се стави контраст на пациент кој што нема добра функција, може да настане акутна бубрежна инсуфициенција, што е навистина сериозна состојба. Доктор Јовановска, каква е припремата за една интервентна процедура? Како што спомнав претходно, во повеќето васкуларни процедури ние употребуваме и контрастно средство. Како што говоревме и претходно, самиот контраст не е комплетно безазлен за пациентот, значи мора да се знае дали има алергии, дали му функционира добро бубрезите, односно тоа го правиме преку лабораториски испитувања, зашто во одредени васкуларни процедури се користи доста голема количина на контраст, а друга некоја специјална подготовка и нема, односно освен ако се вклучен анестезиолошкиот тим, па од нивна страна прашуваат за одредени коморбидитети, некои лекарства што ги пијат и така натаму. И друго што е исто така битно е антикоагулантната и антиагрегационата терапија. Значи пред секоја процедура ги советуваме пациентите да ја прекинат најмалку 3 до 4 дена, зависно кој лек го примаат, потоа прават на лабораторија за контрола и тогаш можеме слободно да работиме, зашто секако се прави или биопсија или се боцка, се прави мини траума на органот и затоа мора да сме предпазливи во однос на оваа терапија, за да не настанат компликации како крварење. Често пати пациентите имаат и страф, особено кога се работи за магнетна резонанца. Со изговорот ќе влезам во некој тунел, па е многу лошо да останеш некои 15-20 минути во тој тунел. Дали тоа е најчестото прашање кое го добивате? Така, често пати имаме прашања дали ќе издржам, како е внатре, значи е малку специфично снимањето на магнетна резонанција. Денес постојат и така наречени отворени магнети кои што се личат скоро како компјутер. Не е тој долг тунел, туку е баш отворено окно и доста е попријатно, но сепак во поголемиот дел кај нас усвари од државата ги имаме тие затворени магнети каде што претходно убаво им се објасни на пациентот дека ништо страшно нема се случи, ќе слушаат некои јаки звуци, исто така дава самото магнетно поле кога се прави. Тие во секој случај имаат во раката една пумпица која што нас цело време при рака, доколку го фати некоја паника пациентот било што се случи, а и ние цело време го гледаме преку стаклопа, значи тој не е сам таму оставен, туку цело време е наблюдуван од наша страна, така да не е толку страшно како што може да замислат, или може би индивидуално од секој човек во секој човек. Да, зависи нормално. И секако снимањето на магнет, основното прашање е дали има некој вграден метал во телото, иако во последните години. Зошто? Да, затоа што магнетот работи на едно огромно магнетно поле, каде што е контраиндицирано да се внесе било каков метал. Тоа беше повеќе проблем порано, кога се употребува постари остеосинтетски материјали. Сега веќе сите тие се изработени да може да се вклопат во, односно пациентот без проблем. Дури пациенти со пейсмейкери може слободно да се снимаат. И често пати едно од прашањето кое верувам дека го добивате, зошто лекарот ми дал упат за компјутер, а не ми дал за магнетна резонанца. Која е разликата? Вака, да, основната разлика е начинот на функционирање. Компјутерот користи рентген зраци и има одредена доза на зрачење, затоа
затоа секогаш мора и пациентот да каже и кога се снимал и колку нели претходно бил изложен, за да може тоа да биде контролирано, зашто се акумулира зрачењето со тек на време. Додека пак магнетот нема никакво ионизирачко зрачење, односно работи на магнетно поле. Сега зависно е тоа што бараме. Одреден орган подобро се прикажува на компјутер, одредени органи на магнет. Грубо вака земјаве за бели дробови е супериорен секогаш компјутерот. Магнетот е, например, повеќе за мекоткивни делови и за мозокот, за невролошките, испитувања. Така да многу е зависно што бараме и што клиничарот сака да дознае од самото снимање. Значи ни кажуваат на што се сомневаат и ние предлагаме протоколи кое снимање. Ве прашав затоа што често пати кога слушаат за магнетна резонанца и сите мислат дека е најдоброто испитување кое може да го направат и често пати самите пациенти па го бараат тоа испитување. Добро, за одредената е навистина супериорна метода, значи најдетално може да се прикажат одредени структури, но не 100% за сите. Значи пак ќе кажам, од друга страна е магнетот е доста поскапа метода, подолго трае и не е секаде распространета. Тоа се па предностите на компјутерот, што едно снимање на компјутер трае буквално 5 минути од влегување до излегување, зависно нормално што снимаме од 3 до 7 да речам, а магнетот е минимум 10 до 15 минути, некој до пола сат, зависи кој протокол. Така да секогаш да има да простор нели да се избере правилната метода на диагностика, да. И едно од најчестите прашања кои можеби го имаат сите пациенти е колку зрачење ќе има, па тоа зрачење дали може да биде многу лошо за моето здравје и после 5-10 години да ми направи проблем. И пак, како што спомнав, зрачењето го има при снимање на обичен рентген, значи обичниот рентген работи со рентген зраци, компјутерот кој има исто рентгенција како компјутерот, и тоа е ионизирачко зрачење, снимањето на мамографија. Како и ангиографот што го користиме во ангиосала. Кога работиме интервентни процедури, голем дел се прават под ангиограф. Сега зрачењето зависно не е исто да ја снимаме глуждот на ногата и да правиме компјутер на пример на стомак. Така да тука дозата е навистина поголема и затоа треба секој селектирано и внимателно да се индицираат прегледите. Од друга страна, обично снима и на бели дробови или, како што кажав, на глуште, навистина мало и не е никаков проблем. Ние да се возиме во авион, го добиваме тоа природно зрачење, што горе-долу е исто како да сме го снимиле прстот на ногата, така да. Океј, значи сите пациенти тоа да остават сепак на крај како одлучил клиничарот и за која диагностика треба. Да, и да не се злоупотребува, да не некојаш пациентите, ама да се снимам од чиста мира, значи не е снимањето толку, да речам, не е неопходно. Сепак е и можеби клиничката слика на пациентот и можеби разговорот со специјалистот, тоа што ќе одлучи дали тој пациент има потреба од некаква диагностика или нема. Така е, да. И секако ултразвукот, ехото, да го спомне, тоа исто нема никакво зрачење. И секогаш кога може треба да се употреба, онака не е прва алатка да имаме представа за што се случува, особено во абдоменот. Ќе одиме со кратка пауза и потоа се враќаме во студио. Првта фолур се си продорет радиологија интервенте тек пациентот онкологик. Што путаме пак час се публицитет, ректеме пас пак. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe jemi duke folur për radiologjinë intervente, se si dhe ku mund të përdoret radiologjia intervente. Në këtë pjesë të dytë ju flasim pak se si mundet që të trajtohet dhimbja me ndërhyrje minimale invazive, por jo vetëm se si mundet radiologjia intervente të ndihmojë edhe tek pacientët onkologjik. Me në studio kemi të ftuar dr. Ivona Jovanovska, specialist radiolog. Dr. Jovanovska, во првиот дел на емисијата малце спомнавме дека интервентната радиологија може да им помогне и на онколошките пациенти. Како може да им помогне? Така, значи од кај онколошките пациенти веќе има еден голем дел кој што може да се третираат со некој од
процедурите на интервентна радиологија, но почнувајќи од самата дијагностика, значи секој пациент кој што треба да продолжи со лекување на таа малигна болест мора да е потврдено со биопсија. Биопсите се една од основните алатки кои што може да ги имат онколозите, за да после да може да продолжат со терапија, така што често пати кај нас се праќаат пациенти за биопсија на било кој дел, значи дали станува тоа збор за дојка, за црн дроб, за бел дроб или некој орган подлабоко во абдоменот. Значи биопсијата е една од методите, а секако во лекувањето на некои од болестите, примарни и секундарни тумори. Тоа значи дека некои од примарните тумори, како на пример хепатоцелуларниот карцином, односно канцерот на црн дроб, веќе во протоколите за лекување, процедурата на хемоемболизација, што спаѓа под интервентна радиологија, внесена во официјалните протоколи на лекување, но секогаш со строго одредени параметри, да, кога може некој пациент да се третира, кога не. Значи не сите канцери или малигни состојби се погодни за третман со некои од нашите процедури. Потоа секундарни тумори, односно метастази на црн дроб, метастази на бели дробови. Морам да спомнам дека не сепак ние правиме локорегионален третман. Тоа значи дека локално делуваме на промената. И секогаш е таа заедно во комплет со онколошката системска терапија. Значи ние сме во блиска соработка со онколозите и често пати се консултираме, нели, дали некој пациент е погоден или не, зашто нашиот третман е, пак ја спомнам, локален, а тоа не значи дека после нема да се појави нова промена, но кога е добро искомбиниран со системска терапија, намената може да е куративна, односно пациентот комплетно да се излекува, а некогаш пак е само во палијативна намена, односно кога веќе се исцрпени одредени системски терапии, хемотерапевтици, да ние само го намалиме на некој начин туморот, доколку нормално ни е достапен и доколку спаѓа во критериумите на нашите процедури. Значи им помагате и на онколозите, но и на хирурзите од една страна. Па така, да. Најголема придобивка има секако пациентот. Под минимално инвазивни процедури може да си го подобри и квалитетот на животот. Да, на некој начин да се продолжи животот или нели да може да се излекува. Например, една од најчесто користените техники е аблацијата, која представува перкутано, односно надворешно во наводници горење на промената, значи постои и мрзнење и горење. Ние моментално имаме таа за горење, за микробранова аблација, кога под водство на ехо или на компјутер се внесува иглата до органот, најчесто црн дроб или бел дроб, и на тој начин се уништува промената што е таму. Значи, многу од овие процедури кои ни ги спомнавте до сега постојат и во нашата држава, пошто често пати ние мислиме дека светот оди напред, но медицината во Македонија не напредува. Токму овие случаи или овие примери се тоа дека и во нашата земја се работи и некои од овие процедури кои можеби пациентите порано отишле надвор да се лекуваат, сега се достапни и кај нас во болницата 8 септември и во универзитетската клиника. Да, така е. Има и други процедури, како на пример трансартериската хемоемболизација. Што значи тоа за сите тие што не гледа? Како што го спомнав, многу често употребувана е во третман на хепатоцелуларен, односно на третман на канцер на црниот дроб, но и метастази, например, на црниот дроб, кога преку крвен сад, периферен крвен сад, најчесто во ингвинално се пристапува или преку раката и со специјални, да ги наречам, уреди, односно тоа се жици, катетри, работи што ги употребуваме, под водство на имиджинг ние стигнуваме до делот на крвниот сад кој што го исхранува тој тумор и тука локално се аплицира или некој цитостатик или се едноставно се затвара артеријата
со крвниот цад кој што го снабдува тој тумор и целта е да се скорчи, значи не се вади надвор, но само локално се делува да тој се уништи. Значи се подобрува и има надеж и за онколошките пациенти преку интервентната радиологија. Да, во секој случај се трудиме. Еве тука во кај онколошките пациенти мора да го спомнам и венскиот порт, кој што навистина венски порт е еден мал препарат кој што се става во преку вена на вратот и тоа се имплантира под кожа и преку него пациентите примаат хемотерапија. Зашто често пати тие хемотерапевтици се доста јаки, може да ги уништат периферните вени и пациентите долго време ги примат и ова е еден така лесен и елегантен начин да тие безболно го поминат тој период на примање на хемотерапија, што исто така во голема мера се користи кај нас и се применува. Нешто што ги тера пациентите да ги одберат сите минимални инвазивни процедури е болката и како да се третира болката преку минимални инвазивни процедури за да не може да трпат премногу болка преку класичните процедури кои ги има хирургијата. Како и каде се применува? Така, сега кога сме веќе кај онколошките пациенти, ова ќе го споменам, има неколку техники кои се работат исто така, тоа перкутано, што го спомнам, целоренели од надвор преку кожа, низ еден минимален отвор, да се внесе на пример алкохол или да се направи криоаблација на нервен плексус кој што е зафатен, да речеме, од тумор и тој предизвикува болка. Најчесто е при тумори на панкреас или при некои тумори во малата карлица, кога може да се применат овие техники за да се намали болката на пациентот. Од друга страна, сега се доста популарни и третманите на болка при дегенеративни заболувања на кичмата, односно на рбетот, кога локално во самиот диск, покрај дискот, при излезот на нервот. За дискусија, пошто сите имаат проблем. Да, тоа е доста да речам широк проблем. Преку со овие процедури, значи локално се става или анестетик, или кортикотерапија, или озон, тоа веќе колегите повеќе го работат. Значи локално се делува со цел да се намали болката и да се третира. Да, значи за сите тие што имаат проблем со рбетот и за нив постои надеж. Можеби преку ова емисија ќе разбера дека може да ја третира таа болка преку Затоа целта е да не стигнат до хирургија. Значи секогаш кога може да се превенира на овој начин, тоест да се излекува, да се помогне, секогаш треба да се даде предност на минимално инвазија. Секако хирургијата е на крај опција, но зошто да се подлегнува човек на кога постои и други начини. Да. Кога се работи за тироидната жлеза, кажавме дека интервентната радиологија помага при абдомен, помага при дегенеративните проблеми на рбетот, меѓутоа за тироидната жлеза кои интервентни процедури се користат? Така, тоа е една релативно нова метода, што сега и кај нас полека ќе почне да се применува. Неодамна имавме чест да нашата болница гостува еден познат професор од Турција, кој што ни помогна да ги изведеме првите процедури на аблација на тироидната жлезда. Во однос на тоа, ние секогаш сме во блиска соработка со ендокринолозите, со специјалистите од патофизиологија, зашто тие се оние кои што ги водат заболувањата пациентите со тироидната жлезда. Значи, тие најпрво на некој начин ги селектираат, ги водат лабораториски. Сега ние каде може да делуваме, некогаш со кор биопсија, кога треба да се земе поголемо парче на примерок, иако со тенкоиглена биопсија веќе си ги водат самите пациенти, а во однос на лекувањето, тоа е пак аблацијата која што е спомнав и преносно, тоа е горење на дел од ткивото и целта е да се задржи останатиот дел на тироидната жлеза, односно да не се оди на целосна тироидектомија, односно вадење на тироидната жлеза, што потоа да речеме бара давање на хормони и така натаму. Главна индикација се бенигни промени, односно јазли кои што претходно се докажани со биопсија. Значи не сите состојби може да се третира, тука има одредени да. Посебно за малигните не
е индикација, многу ретки селектирани случаи кога има рецидиви, но не е прва линија сигурно. Најмногу е за тие бенигни јазди кои што толку ќе пораснат во големина да почнуваат да им сметаат, имат пациентите на пример гушавост, цеава, отежнато голтање и така натаму, или пак чисто од естетски причини, а не сакаат да подлегнат на хирургија, нели да се вади, зашто да се вади цела жлезда, пример само за тој јазол, тогаш може да се направи аплација. Исто така и за некои што се доста хормонски активни, да повторно да се избегне хирургијата. Али сепак, кажам, тоа е во блиска соработка со ендокринолозите и со патофизиологија. Да. Доктор Јовановска, стигнавме до крајот на емисијата. За крај би сакала да ве прашам каде има главна улога интервентниот радиолог при итни состојби во медицината? Така да, неколку од процедурите се навистина веќе се во таа ургентна медицина, може да што се вика да се спаси животот на пациентот. Прво ќе го спомнам исхемичниот удар, односно мозочен удар, кога доколку пациентот се дијагностицира во таа временска рамка да може да се интервенира, тогаш се прави така наречена тромбектомија, односно како што претходно објаснав, преку периферна артерија се влегува и се стигнува точно до артеријата која што се затворила во мозокот и се вади тој тромб и на некој начин се дава простор, се спасува и мозочното ткиво. Исто така крварења мозочни, на пример кога ќе настане руптура на аневризми, така натаму се прави коилирање на тие аневризми, односно се затвара. Потоа крварења исто така на гастроинтестиналниот тракт може да се прави кога има итни крварење и тоа да се направи исто со помош на емболизација или пак коилирање, и други состојби се кога има застој на пример во бубрегот, да се стави надворешен дрен, кога има застој во билиарните патишта, исто така да се постави дрен или некоја гнојна колекција, кој што навистина тие се неколку процедури многу благодарни зашто инстантно го даваат резултати, на некој начин го спасуваат животот на пациентот. И верувам дека се уште тек сега ќе почнат пациентите да ги гледат придобивките од интервентната радиологија и верувам дека ќе научат многу од тоа дека како и зашто се работи во нашата држава кога се работи за интервентната радиологија. Така, и навистина ми е мило што ме повикат и вака да може повеќе да општо да речам народот и пациентите да знаат дека кои процедури и како може да им помогнат, зашто е релативно ново нешто, ама полека мислам дека полека ќе се запознати сите пациенти кои не дај Боже некој да има потреба, меѓутоа кога има потреба зашто да не се искористи ова нова гранка во медицината. Ви благодарам многу што бевте дел од нашата емисија. Да, ви благодарам и на вас, мило ми беше. Апсолутно, и мене. Шикувате нерване ме каже промбила емисија не персот. Фалемдер че чендроат мене, баш пазите таканчме да чендрониме програмите телевизија на Италсат. Миропавшим.